Централен дневник на регионалната К1. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. 123 војници од 26-та генерација доброволни војници во АРМ дадоа заклетва. €106.000 ќе се инвестираат во термоизолација на објектите на детската градинка Димче Мирчев во Велес. 484 деца од Вардарскиот регион ќе летуваат на трошок на државата. ...123 војници се дел од 26-та генерација доброволни војници. До сега во Центарот за индивидуална обука поминале околу 400 доброволци. Војниците се надеваат дека преку обуката ќе стекнат знаење и вештини кои ќе им помогнат да ја бранат својата татковина. 123 војници, од кои 6 припаднички на понежниот пол, доброволно ќе служат воен рок во наредните 3 месеци во Велешката касарна. 26-та генерација војници се заколнаа дека ќе ги извршуваат обврските и должностите како бранители на татковината. Војниците очекуваат обуката да им помогне да стекнат вештини и знаења, кои ќе им помогнат да го остварат сонот и да станат дел од професионалните војници во армијата на Република Македонија. Желбата ми е голема животот да го поминам во униформа и работите да ги вршам дисциплинирано, совесно и одговорно. Се чувствувам многу возбудено и гордо што сум дел од ваква обука, па се надевам во иднина дека ќе имам можност да станам и активен член на активната компонента на армијата на Република Македонија. Со совесно и дисциплинирано однесување, војниците ќе придонесат во градењето цврсти меѓучовечки и меѓуетнички односи. На свечен и достоинствен начин се обврзате дека лојално, пожртвовано и доследно ќе ги почитувате обврските и должностите како бранители на слободата и независноста на нашата татковина. Да се биде војник за еден млад човек значи уште еден доказ за неговата зрелост и голем предизвик. Предизвикот е она што ве очекува во наредните 3 месеци. Старешините и персоналот од Центарот за индивидуална обука ќе ви го пренесат своето знаење и интелект за успешно да го завршите воениот рок, им порача на војниците заменикот министер за одбрана Илми Селами. Даваме голем придонес не само кон созревањето на младите генерации во државата, туку и кон негување на патриотизмот, љубовта кон татковината и заедничките вредности. Бидете горди што сте дел од армијата на Република Македонија, институција која е почитувана кај граѓаните, изградена во професионален дух. По завршувањето на доброволното служење на воениот рок, овие војници ќе бидат база за понатамошен избор на кандидати за идни професионални војници во редовите на армијата на Република Македонија. ...484 деца од Вардарскиот регион ќе летуваат во Струга како дел од проектот за бесплатен летен и зимски одмор за деца од семејства во социјален ризик. Од Велес на одмор ќе заминат 88 деца, од Неготино 147, Кавадарци 125, од Свети Николе 72 и од Кевгелија 52. 484 деца од Вардарскиот регион ќе летуваат во Струга како дел од проектот за бесплатен летен и зимски одмор за деца од семејства во социјален ризик. Во проектот се опфатени сите општини во Македонија со цел рамномерно да се постигне позитивен ефект кај сите материјално необезбедени семејства. Од Велес на одмор ќе заминат 88 деца, од Неготино 147, Кавадарци 125, од Свети Николе 72 и од Гевгелија 52 дечиња. Практично со овој проект се обезбедува опфат на голем број на деца од сите општини во Република Македонија, се селектираат и се рангираат оние кои што се во најзагрозена состојба, меѓутоа при рангирањето се води и сметка да бидат опфатени од сите региони. Досега на бесплатен летен одмор преку овој проект биле 6000 деца, а на зимување 3000.
Заедно со овие 2000 кои оваа година летуваат во Струга, бројката на деца кои што ја искористиле оваа услуга ќе достигне 11.000. До сега замина две групи на дечиња, набрзо ќе замини третата група. За ова лето ќе офатиме 2000 деца од семејства во социјален ризик кои што ќе добијат шанса за бесплатен летен одмор. Проектот се реализира од 2012-та, а ќе продолжи и оваа зима, најави министерот Спасов. За зимскиот одмор ќе се обезбеди аранжман за 1000 дечиња од семејства во социјален ризик. Ресорното министерство и во иднина ќе реализира активности за поголема поддршка на семејствата во социјален ризик и континуирано подобрување на нивниот живот. Тринадесет барања за азил беа регистрирани во текот на вчерашниот ден, откако на сила стапија измените и дополнувањето на законот за азил и привремена заштита. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, барањата се однесуваат на 17 лица, од кои 13 возрастни и 4 деца, односно 6 мажи и 7 жени. 13 барања за азил беа регистрирани во текот на вчерашниот ден, откако на сила стапија измените и дополнувањето на законот за азил и привремена заштита. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, барањата се однесуваат на 17 лица, од кои 13 возрастни и 4 деца, 6 мажи и 7 жени. Сите се со потекло од Сирија на возраст од 19 до 57 години. Заклучно со 8 часот утринава, Министерството за внатрешни работи во изминатото деноноќие издаде 992 нови потврди за искажана намера за поднесување на барања за признавање право на азил во Република Македонија на странски државјани кои илегално влегуваат на нашата територија, вклучувајќи ги и овие во периодот од 19 јуни до 3 јули издадени се потврди на вкупно 7386 странски државјани кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 10 деца на кои им е издадена потврда за искажана мера за поднесување барање за признавање право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 4863, Авганистан 698, Ирак 440, Пакистан 337, Сомалија 268, Конго 238 и Палестина 195 потврди, додека останатите се во помал број. Општина Велес продолжува со градежните работи во високите зони на градот. Завршено е бетонирањето на улицата Константин Бодин, а работите продолжуваат на улица Љубјанска. Повеќе за ова во прилогот на колешката Валентина Михајловска. Општина Велес продолжува со градежните работи во високите зони на градот. Завршено е бетонирањето на улицата Костадин Бодин, а работите продолжуваат на улица Љубјанска. Целокупната должина на овој потфет изнесува околу 3000 метри квадратни бетонирани улици, заедно со Костадин Бодин, спојот со Љубјанска, нејзино продолжување до црквичето на оваа улица. Вредноста на овој потфат изнесува 1,8 милиони денари, предвидени во програмата за бетонирање и одржување на улици. Ова моравме да го направиме, значи се работи до должина повеќе од 300 метри, едноставно овој дел на градот да го заокружиме, за да можат луѓето нормално да комуницираат, бидејќи овој сегмент на овие две улици никогаш не е направен. Претходно патот беше земјен и за време на обилните дождови се создаваа значителни проблеми. Сега тие се минато. Бетонирањето на улиците е на задоволство на граѓаните. Градоначалникот Чадиев најави продолжување на градежните работи и во другите делови од градот. Наскоро ќе се гради во високите зони од левата страна на потфатот од улица Јордан Џурнов до Костурница. Невладините организации од Кавадарци наскоро ќе добијат свое катче каде ќе престојуваат и ќе ги имаат сите услови за работа. Ова за каеден го обелодени градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. НВО центарот ќе биде лоциран на местото на некогашниот младински дом, односно позади новиот музеј на вкусови.
Своje катче во кое ќе престојуваат и ќе ги имаат сите услови за работа, ќе добијат најактивните невладини организации од општина Кавадарци. Ова за кај ден го изјави градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. НВО центарот ќе биде лоциран на местото на некогашниот младински дом, односно позади новиот музеј на вкусови. Со помош на владата на Република Македонија успеавме да преку Вардарскиот плански регион добиеме одредени квалитетни финансиски средства и во делот на младинскиот дом или некогашното дисково младински дом позади новиот музеј биде лоцирана зградата на идниот НВО центар. Неодамна преку Вардарскиот плански регион беше објавен тендер за негова изградба. За кратко време се очекува да започне изградбата на истиот. Простории ќе добијат на активните невладини организации кои секогаш се заинтересирани за аплицирање на проекти. Сакам да потенцирам дека во делот на распределбата на просториите ќе бидеме крајно транспарентни и ќе се трудам да просторија добијат оние невладини организации кои што се активни и кои што во текот на годината или во текот на годините наназад имаат пројавено многу нивни активности, за тоа имаат доказ и за тоа локалната самоуправа години наназад ги помага овие невладини организации. Кавадарци има активни волонтери, секогаш мотивирани да превземат иницијатива и да помогнат онаму каде што има потреба, со цел да направат позитивна промена во сопствената заедница. Со изградбата на НВО центарот ќе се стави крај на маките кои досега ги имаа невладините организации од Кавадарци. Со 106.000 евра ќе се променат фасадите на сите клонови на градинката Димче Мирчев со цел подобра енергетска ефикасност. За реконструкција на клоновите на градинките веќе постои изготвен елаборат. Целта на проектот е намалување на трошоците за загревање на објектите. Ќе се подобрува енергетската ефикасност во градинката Димче Мирчев. Парите за реализација на проектот тематска мрежа за одржлива енергија на прекуграничните локални власти Енерджинет, општина Велес веќе ги доби. Со 106.000 евра ќе се променат фасадите во целост на клоновите во оваа институција. Ова е прв заеднички проект на општините Велес и Прилеп, а вкупните средства во висина од 204.000 евра ги добија од фондовите на Европската Унија. Целта на проектот е намалување на трошоците за загревање на објектите. Очекуваме да се комплетира целата документација, да се објави постапката и мислам дека за месец и пол ќе почне и тој проект со негова реализација. За реконструкција на клоновите на градинките веќе постои изготвен елаборат. Од општината очекуваат градежните работи да завршат за неколку месеци, а децата од градинката бенефитот од проектот да го почувствуваат веќе оваа зима. Оваа одлука беше поставена и изгласана на дневен ред на 37-та седница на Советот на општина Велес. Огромен број граѓани во изминативе 3 вечери беа присутни во амфитеатарот во Младинскиот парк во Велес со цел да го проследат интернационалниот фолклорен фестивал. Вечерва со почеток во 20 часот и 30 минути ќе се одржи 4-та фестивалска вечер, додека затворањето е закажано за во сабота во 20 часот. Фолклорните манифестации понатаму се најпривлечни за велешката публика. Огромен број граѓани во изминативе 3 вечери беа присутни во амфитеатарот во Младинскиот парк во Велес, со цел да го проследат интернационалниот фолклорен фестивал. За 12 години фестивалот стана најпосетениот културен настан во Велес. Граѓаните очекуваат добра забава и во предстојните 2 вечери, независно од која земја доаѓаат учесниците. Многу ова од село идам и баш ми е мерак што застана овдека. И сакам сето тоа, многу ме бендис. Да, ни се допаѓаат и ќе го посетиме. Еви за тоа одиме, да разгледаме, да видиме, убаво многу е. Многу добро е. Од ова побо што сакаш? Децата излегне, мајки, таткоцки, дедоцки посетат малку како е се, па ќе погледаме малку доле. Те ни се допаѓа и маски се. И те ни се допаѓа, што да кажеме друго. На последните 2 фестивалски вечери ќе настапат вкупно 2 домашни и 8 странски ансамбли. Четвртата фестивалска вечер е со почеток од 20 часот и 30 минути, токму на оваа сцена, а свеченото затворање е закажано за утре вечер, на истово место 30 минути порано.
Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015 е во покровителство на општина Велес и Министерството за култура. За негова реализација општината издвои 1 милион денари, додека Министерството за култура 200.000 денари. Судењето за пуч е закажано за 5 август. Официјален старт на летната туристичка сезона во Охрид. Вестите од Македонија во продолжение. Судењето за случајот пуч е закажано на 5 августа, а судијка е Љубинка Башевска. Четврто обвинетиот во овој случај е Зоран Заев, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што изјави дека нема да почитува ниту еден повик за присутност на судските рочишта. Судот се уште нема донесено одлука за прифаќање на обвинението за случајот подкуп, во кој Заев е осомничен за наводно барање мито од струмички бизнисмен. Кривичниот суд во Скопје информира дека судијката за случајот пуч Башевска е избрана по електронски пат. Летната туристичка сезона во Охрид официјално започнува денеска со манифестацијата Бело лето. Во нејзини рамки, втор пат годинава ќе се одржи интернационалниот мултикултурен уличен фестивал Баскерфест, на кој ќе настапат 40 на уметници. Уличните уметници своите перформанси ќе ги изведуваат на градскиот плоштад и на плоштадот Чинар. Манифестацијата ќе трае до 5 јули, а централниот настан е утре на Белата ноќ, кога угостителските објекти ќе работат со неограничено работно време. Раководителот на секторот за туризам и локален економски развој при општина Охрид Ѓоко Апостолов истакна дека со Бело лето ќе бидат најавени сите летни активности за збогатување на туристичката понуда во градот. Предвидено е на малиот плоштад да има презентација на традиционални занаети и вештини во соработка со неколку невладини организации и здруженија на занаетчии. Исламистичката група Боко Харам со нов напад во Нигерија, убиени околу 150 лица, додека пак во Египет 70 лица го загубија животот во бомбашки напади, од кои 17 од нив се војници. 70 лица го загубија животот во бомбашките напади што го потресоа Синајскиот полуостров во Египет. Од вкупно 70 загинати, 17 се египетски војници, а останатите цивилно население. Во експлозиите и судирите што следеа по нападите, ранети се 13 војници. Цел на нападите кои што се извршени едновремено биле 6 одделни воени контролни пункта во северниот дел на Синајскиот полуостров. Одговорноста за нив ја презеде терористичката организација ДЕАШ. Веднаш по нападите египетски авиони ги гаѓаа позициите на терористичката организација, при што биле убиени повеќе од 100 милитанти на ДЕАШ, соопшти египетското министерство за одбрана. Седумдесет лица го загубија животот во бомбашките напади што го потресоа Синајскиот полуостров во Египет. Од вкупно 70 загинати, 17 се египетски војници, а останатите цивилно население. Во експлозиите и судирите што следеа по нападите, ранети се 13 војници. Цел на нападите кои што се извршени едновремено биле 6 одделни воени контролни пункта во северниот дел на Синајскиот полуостров. Одговорноста за нив ја презеде терористичката организација ДЕАШ. Веднаш по нападите египетски авиони ги гаѓаа позициите на терористичката организација, при што биле убиени повеќе од 100 милитанти на ДЕАШ, соопшти египетското министерство за одбрана. Фудбалерите на Шкендија одиграа нерешено, а работнички и Ренова поразени. Реванш над Превар играат трите екипи на 9 јули. Објавен списокот на младинската кошаркарска репрезентација на Македонија за Европското првенство во Унгарија. Следуваат вестите од домашниот спорт. Фудбалерите на Шкендија одиграа нерешено со резултат 1-1 во рамките на првиот надпревар од првото квалификацијско коло од Лига Европа. Тимот од Тетово во финишот на дуелот дојде до израмнувањето, откако гостите од Шкотска поведоа на дуелот што се одигра на националната арена Филип II во Скопје. Абердин поведе во 79-та минута со голот на Наил Макген,
додека Христијан Кировски само што влезе во игра, од првиот контакт со топката успеа да го совлада противничкиот голман и да ги постави конечните 1-1. Другите два македонски представника во оваа фаза од надпреварувањето, Работнички и Ренова, претрпеа минимални порази од 1-0. Работнички вчера загуби на гостувањето во Естонија кај Флора, додека Ренова го загуби дуелот со екипата на Дачи од Молдавија во Скопје. Реванш над преварите, трите екипи ќе ги играат на 9 јули. Љупчо Малинков, селекторот на младинската репрезентација на Македонија, го објави списокот на кошаркарскиот тим кој ќе ги брани боите на Македонија на Европското првенство во Унгарија. Црвено-жолтите ќе бидат предводени од Андреј Багдевски, кој минатото лето настапуваше за сениорската репрезентација во квалификациите за Евробаскет 2015-та. Перо Блажевски ќе го поддржува Магдевски во водењето на тимот. Македонија се најде во групата С за Европското првенство, заедно со Ерменија, Белорусија и Швајцарија. Првиот меч македонските младенци ќе го одиграат на 9 јули против белорускиот тим. 2 дена подоцна е закажан мечот со Ерменија, додека на 13 јули Македонија ќе има Швајцарија за противник. Фени Индустри за следната надпреварувачка сезона го враќа Кире Николовски во своите редови. Последните 3 сезони, кошаркарот ги помина во дресот на МЗТ, но не успеа да се покаже во најдобро светло по бројните повреди. Николовски ги напушта металците по минималната минутажа и истекот на договорот. Амбициите на Фени Индустри се однова да се изгради квалитетен тим со кој ќе се изборат за плејофот, а желбите се Николовски да го предводи тимот доколку се врати во посокуваната форма. За наредниот период најавено е засилување на останатите позиции на кавадаречкиот тим. Ракометната федерација на Македонија го усвои барањето на Мартин Манасков за раскин на договорот со Металург, откако јуниорскиот репрезентативец не успеа да постигне договор со челниците на тимот. Со ова продолжува лошиот тренд на металците, со што освен сениорите започна да ги губи и помладите играчи од тимот. Комисијата ја донесе одлуката Манасков да стане слободен играч, откако двете страни ги приложија своите аргументи. Со оглед на тоа што ова е прва одлука, Металург има право на жалба пред комисијата. Нови договори на Мајами и Мемфис. Надал 4-та година поред доживува рана елиминација на Вимблдон. Следуваат вестите од меѓународниот спорт. Тимот на Мајами Хит, освен што успеа во своите редови да го задржи Горан Драгиќ, забележа успешно продолжување на договорот и са најдобриот кошаркар во својот тим Двејн Вејт. Според предходните изјави, тој беше расположен да ги разгледа останатите понуди, но сепак одлуката падна за единствениот тим со кој досега настапувал во НБА лигата за едногодишен договор вреден $20 милиони. Мемфис Гризлис пак ќе олесни клупската каса за $108 милиони за во своите редови да го задржи шпанскиот центар Марк Гасол во наредните 5 години. Помладиот од браќата Гасол минатата сезона во дресот на Гризлис имаше просек од 17,4 поени, 7,8 скокови и 1,6 блокади по надпревар. Рафаел Надал 4-та година поред доживеа рана елиминација на Вимблдон, и тоа од играч кој настои второто место на АТП листата. Германецот Дастин Браун со 3-1 во сетови го елиминира Надал уште во второто коло. По мечот шпанскиот тенисер изјави дека жали, но го прифаќа поразот, свесен дека можеби никогаш нема да го поврати нивото кога владееше со светскиот тенис. Топло и сончево време имавме денес. Какво време не очекува викендов, дознаваме од деталната временска прогноза.
Ви благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1. Пријатно.